Живописниот град Велес, што се извишил над реката Вардар, град со богата градска архитектура од 19. век, град со богата политичка и културна историја, представува гордост на револуционерната историја на народот и на работничката класа на Македонија. Во овој град е роден и развивал жива политичка активност првиот пропагатор на социјалистичките идеи Васил Главинов. Првата виша школа во Македонија со настава на народен јазик. Јордан Хаджи Константинов Джинот, собираш на народно творештво, пишувач на драмски текстови и стихови и други. Оваа длабоко вовлечена куќа беше огниште исполнето со човечка топлина. Тука течеше животот и духот на револуционерното движење. Влегуваа и излегуваа луѓе исполнети со сила, љубов и желби за новото и револуционерното. Тука се одржуваа и легални состаноци под закрилата на високите ѕидови и будноста на домаќините. Сите беа обземени од една желба и од еден стремеж. Менување на светот и отворање пат за нов живот, на правда и слобода. Тие пишуваа и растураа летоци, беа членови на Комунистичката партија на Југославија, организатори на востанието на македонскиот народ. Голем број од нив не ја доживеа слободата. Некои храбро согореа во револуцијата, оставајќи ги своите животи по македонските полини и гори, а некои по затворите и логорите, во мачилиштата на полицијата, останувајќи неми и тврди како камењата на оваа земја. Куќа непокорна, споменик на едно време. Куќата на народниот херој Димче Мирчев. Првите чекори во животот Димче ги прави во тешките години на војната. Детските соништа му ги разбиваат писоците на сирените и експлозиите на гранатите. Урнатините од војната, гладот и болестите ги почувствува и ова македонско семејство. Во априлските денови 1919 возовите престанаа да минуваат. Мртвило на железничките линии. Ги гледаа само крстосувањето на жандармеријата и војската по нив. Димче и неговите другарчиња се возбудуваа од демонстрациите на железничарите и граѓаните на овој град. Со насобраниот народ 1920 година пред градската општина е и Димче, придружувајќи се кон општо народната веселба со прогласувањето на победата на Црвената комуна. И Димче во својата 6-та година ќе доживее ретко возбудување. Дојде годината за училиште, што беше недалеко од нивната куќа. Секој утро звукот на училишното звонче го викаше и Димчето на училиште. Пројавува интерес за сешто. По завршување на втори клас гимназија го напушта школувањето. По враќањето од училиште, Димче помагаше во домашните и во полските работи. Нивчињата ни беа мали и не можевме да се прехрануваме ние и добитокот. Затоа бевме принудени да обработуваме туѓи ниви и ливади. Во слободното време, Димче и неговите другарчиња ги привлекуваше дрвената воденица на 100 метри од нашата куќа. Крај воденицата доживуваа интересни и убави секојдневија. Таа беше украс на реката Вардар. Димче стана дрводелски работник. Во работилницата Димче слушаше за класната борба, за борбата за национални и социјални права на македонскиот народ, од устата на класно свесните работници во работилницата и од весниците и списанијата што му ги даваа. Со голема страст и занес го читаше романот Мати од Максим Горки, чија содржина допре до неговото срце, разгорувајќи ги револуционерните чувства во него. Со младешка жар читаше за Октомвриската револуција и се запознаваше со борбата на болшевичката партија и Ленин и со создавањето на Советската република. Димче се вклучи во организираната борба на работничката класа во редовите на прогресивната младина.
Тој учествуваше на разните излети што ги организираше партијата, во кои преку разни содржини се подигаше револуционерната свест. Се пееја и се рецитираа песни со револуционерна содржина. Димче се вклучи во културно-метничките друштва кои беа под непосредно влијание на комунистичката партија за идејно политичко и културно издигање на членството. Во оваа средина се здоби со неразделен другар, дрводелски работник и млад писател Киро Димовски или Мал Кире, како што го викаат другарите. Преку него воспостави контакти со човекот што беше носител на новите идеи и на новиот дух, поетот и револуционер Кочо Рацин. На 3-4 километри од градот на пругата Велес Прилеп во местноста Превалец, Димче се вработи како дрводелски работник. Се работи во извонредно тешки услови. Сите се под отворено небо, без здравствена заштита. Димче, како член на Сојузот на комунистичката младина, се најде во организираната борба на партијата и на синдикатот. Се создава синдикална организација за заштита на правата на работниците. Во јануарските денови 1933 Димче се најде во цврсто збиените редови на безработните кои бараа работа и леп. Исполнета со бес, жандармеријата ги растори демонстрантите. Ова акција го подигна авторитетот на партијата и на синдикатот. Димче ќе биде учесник и на една друга немирна ноќ исполнета со културно доживување и револт. Со своите другари ќе се најде на литературната вечер организирана од партијата. Во преполнетата сала ќе ја чуе и поезијата на својот другар Кочо Рацин. Полицијата интервенира, револт и гласни протести. Учесниците на литературната вечер ги спроведуваат во затвор. Димче Мирчев заедно со другарите протестира по улиците, искажувајќи им поддршка на своите другари и револт од поставките на полицијата. Со своите другари се почесто учествуваше во растурањето летоци и пишување пароли под зидовите на згради и дуќани. Се сеќаваат неговите другари со каква радост ја исполнуваше својата желба, пишувајќи ја паролата «Долу полицискиот терор» спроти зградата на полицијата. Димче ги проучуваше основните принципи на комунистичкото движење. Во неговите раце се книгите и брошурите. Со посебен интерес го чита органот на областниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија Искра. Една мартовска ноќ 1935 ќе остане неизбришлива во неговиот живот. Во ниската куќичка на Сребровци, во една убава другарска атмосфера, ќе се одигра најсветлиот чин за него. Ќе биде примен во редовите на Комунистичката партија. Сега достоинствен и скромен, Димче со нови сили и полет влезе во илегалната борба. Синдикатот беше средиште на неговото дејствување. Тој стана непоколеблив борец за правата на работничката класа. Го избра во раководството на дрводелската подружница. Многу тешката положба на калфите и на чираците дрводелци требаше да се менува преку синдикатот. Димче ги формулира и ги достави барањата. Собствениците ги одбија. Димче застана на чело на штрајкот на дрводелците. Сите калфи и чираци во градот ги напуштија дрводелските работилници. Нерешените економско-политички и национални проблеми што ја притискаа земјата и револуционерното и демократското движење на работничката класа и на национално потиснатите маси ги примораа властодржците да распишат нови парламентарни избори на 5 мај 1935 година. По одбивањето на здружената опозиција да се легализира Комунистичката партија и да вклучи своји кандидати во неа, Комунистичката партија на Југославија донесе одлука за бојкотирање на изборите. Комунистичката партија на Велес го активира своето членство во мобилизирање на граѓанството за бојкотирање на изборите. Димче, како и сите негови другари, имаше своји задачи – синдикатот и реонот, каде што живееше.
На денот на изборите пред зградата на поштенско-телеграфската станица настана спор помеѓу група комунисти во која беше и Димче Мирчев и режимските луѓе, кој премина во физичка пресметка во која се вмеша и жандармеријата употребувајќи оружје. Пресметката беше и крвава. Штиковите на жандармеријата се најдоа во раците на комунистите, кои крвареа. Во мешаницата се вклучија и граѓаните од кои жандармеријата се повлече. Пред Димчета, како и пред другите комунисти, се отвори широк простор за политичко дејствување со новиот курс на партијата, заземен на 7-миот конгрес на Коминтерната на Сплитскиот пленум, Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, за создавање антифашистички фронт, фронт на народната слобода. Со новиот курс на партијата Велес излезе на општинските избори со листа Граѓанска солидарност. Димче со жива активност дење и ноќе придонесуваше за обединувањето на работничката класа со другите демократски сили во борбата против економската експлоатација и за добивање на елементарни национални права на македонскиот народ. Граѓаните на овој град и на овие избори ја манифестираа приврзаноста кон комунистичката партија со победата на листата Граѓанската солидарност. Но радоста беше куса. Власта ги поништи изборите. Во априлските денови 1937 од Суботица, каде е на одслужување на војниот рок, Димче го спроведува во родниот град Велес. Во велешката полиција настапува страшно измачување. Често се наоѓа во полусвесна или несвесна состојба, рани и модрици по телото, но полицијата не може да ја скрши неговата внатрешна сила, неговиот цврст морал, неговата висока свест и сознанието за правишноста на борбата што ја води. По завршувањето на полициската истрага, ќе се најде во белешкиот затвор над Житниот пазар меѓу стотина комунисти од разни краеви на Македонија поврзани со еден процес. Од Велес, затворениците ги пренесуваат во областниот затвор во Скопје. И тука секидневни заканувања и своеволија од полицијата. Поради недостиг на доказен материјал, Димче беше ослободен од обвинување. Во почетокот на 1938 Димче беше во раководството на УСОВите синдикати во кои се зашленети 1500 работници или секој девети граѓанин на Велес. Тој разви изворедно жива економско-политичка и културна активност. Во априлските денови монополските работници објавија штрајк со барање за подобрување на животните услови. Дводневниот штрајк заврши со успех. Со тоа порасна вербата во силата на синдикатот. По тоа искуство, синдикатот организираше штрајк во работилницата за гранци и канализациони цевки Вила Зора. По 15-дневниот штрајк, собствениците беа принудени да ги прифатат условите на штрајкачите. Уште една победа на синдикатот и на партијата, во која значителна заслуга имаше Димче Мирчев. Во градилиштето на патот Велес Неготино, Димче ќе се вработи како дрводелски работник. И овде се работеше во извонредно тешки услови. Изнемоштените работници паѓаа од сончев удар. Работеа полуголи и полуглатни. Димче и овде се најде во својство на синдикален функционер. Само 10 дена по штрајкот на патот Велес Неготино, Димчевата револуционерна активност ќе се почувствува и во штрајкот на фабриката за масло Маслодавна. По тринеделниот штрајк, штрајкачите се здобија со скромни подобрувања на нивните услови и односи во работата. Декемвриските парламентарни избори 1938 представува уште еден повод за Комунистичката партија да ги мобилизира широките работни маси во борбата за економски, политички и национални права. Димче Мирчев беше во партискиот актив на Велес кој изработи своја политичка програма за преговарање со кандидатите на Сдружената опозиција. Тој беше еден од организаторите и мобилизаторите на масовниот митинг што се одржа во големата сала на киното, на кој се манифестираа револуционерно-демократските стремежи на македонското национално движење. На митингот се изфрлија паролите: да живее слободна Македонија, слободна, рамноправна Македонија во Југославија, бараме слободни избори, долу крвавиот режим, бараме лепи работа, што ќе бидат прифатени и скандирани од поголемиот број присутни. На 5 декември во вечерните часови, градот ја славеше победата на изборите, големата победа на партијата. Поради победата на опозицијата во Тито Велес на парламентарните ненародни избори
на 11. децембар 1939 година власта презеде енергични мери против работничата класа и народот. Во тоа време едино место за работа беше монополот, но вратите беа затворени. Работниците ја гледа одговорноста и чувствува своја заштита во партијата и класните урсови синдикати. Местниот комитет за Тито Велес одржа састанак на кој донесе одлука да се преземат енергични мерки против одлуката на власта. А на Димчета Мирчев и останалите комунисти им се отвори широко поле за действување против ваквата одлука. Беше магливо, студено, зимско утро. Низ улиците на градот почна да се точат колони од луѓе во правецот на монополот. Димче и сестра му Вера и се придружија на колоната. И тие, како и другите комунисти, и храбреа луѓето и ги подготвуваа за евентуални мерки што би превзела полицијата на патот кон монополот. Пред затворените влезни врати на монополот, Димче беше со илјадници работници. Дојде до крваво пресметување. Местниот комитет на Комунистичната партија за Велес одржа состанок, на кој се проанализира состојбата и се донесе одлука да се мобилизира населението, за да се продолжи со демонстрација идниот ден до решавањето на захтевите на работниците. Димче и неговите другари, што беа непосредно ангажирани во оваа тешка и одговорна задача, по непреспиените ноќи рано изнутрени да се најдоа во големата поврка на работниците што се движеа кон монополот. Другиот ден, пред зградата на монополот се повтори сликата од претходниот ден, но овој пат масата беше далеку поголема, околу 3000 души. Истите барање, бараме работа, бараме леп. Управата на монополот се одглушуваше од барањето. Масата се упати поново кон градот. Беше пазарен ден. По патот им се придружија заначиите и селаните кои беа тргнати кон пазариштето. Се извикува и политички пароли. Доле влада, власта на народот. Жандармеријата не беше во состојба да ги задржи демонстрантите. Димче се пробиваше низ редовите на демонстрантите, час напред, назад, со повици. Тој го заголемуваше борбеното расположение на демонстрантите. Од балконот на општината се јави пратеникот на банот на Вардарска бановина, советување дека сите ќе бидат вработени и дека треба идниот ден да се јават во монопол за работа. Сушност се беше лага. Демонстрантите се разотидоа по своите домови, договарајќи се за утре пак да се најдат пред монополот. На 17. јануар, среда, 39 година, цел град дојде пред вратите на монопол, за да бидат примени на работа. Наместо работа, наместо ветување, блокада, тепање, пукање, хапсење на дојдените работници. Во ноќта меѓу 17 и 18 јануари 1939 пристигна жандармерија од Скопје. Во градот беше прогласена вонредна состојба. Условите за живот во Велес стануваа се потешки. Димче и сестра му Вера во ноември 1939 бараа работа во Белград. Во тоа време безработноста, скапотијата и корупцијата стануваа се поголеми и поостри, а режимот спроведуваше ригорозни мерки за фашизирање на земјата. Димче не успеа да најде постојана работа и беше принуден да се задоволи со повремена. Во Белград, жариштето на револуционерната мисла и практика, Димче ќе се најде и со другарите со кои ја делеше судбината на револуционерната борба на Македонија. Овде му се отвори можност за натамошно револуционерно зрење преку секидневните борби на работничката класа на Белград. Декемвриска ноќ, што длабоко е врежена во срцето на велешките работници во Белград. Во станот на прекрасниот револуционер Трајко Капчев, во чудесна другарска атмосфера, Киро Димовски со занеске чита песни од Бели мугри на Рацин, збирка туку што беше излезена од печат. Тие, со големо внимание и воскит, ги слушаа стиховите кои излегуваа од нивниот живот и борба. Секако еден од најголемите настани доживувања во Белград ќе му биде демонстрацијата организирана од Комунистичката партија на 14 декември 1939. Димче заедно со своите другари од Македонија ќе учествува
од првите извици на демонстрантите на Славија до крвавите пресметки на жандармеријата со демонстрантите пред правниот факултет, Вуковиот споменик и Црвениот крст. Пред него се пролеваше студентска и работничка крв по плошниците на белградските улици. Со збогатено револуционерно искуство од Белград се враќа во родниот град. Стана член, а потоа известно време и секретар на местниот комитет на Комунистичката партија. Во тој месец се организира штрајк во каменоломот кај местноста Превалец, кој, покрај големиот притисок на жандармеријата, траеше 30 дена и заврши со прифаќање на барањето на штрајкачите. Како член на партиското раководство, Димче беше еден од организаторите на традиционалното годишно одбележување на Илинденското востание. Големата пољана на местноста Дурутовец беше исполнета со луѓе од сите возрасти. Под сенките на дрвјата се шират револуционерни песни измешани со звуци од разни инструменти. По рефератот за значењето на Илинденското востание се играше под ритамот на песните и звуците на музиката. Веселбата е прекина вооружената жандармерија, а Димче и поголем број работници и интелигенција идниот ден се најдоа пред полицискиот началник. Местниот комитет на Комунистичката партија, во кој е и Димче Мирчев, донесе одлука за спроведување на широката акција за бојкотирање на прославата 100 годишнина од подигањето на црквата Свети Пантелејмон, за која беа повикани црковни големодостојници, начело со српскиот патријарх и скопскиот митрополит. Прославата требаше да придонесе за потврдување на српскиот карактер на Македонија. Сега дојде до израз соработката на Комунистичката партија со други партиски струи. Се формира граѓански комитет. Се отпечати леток со повик за бојкот. Димче беше задолжен за растурање на летокот под наслов Браќа Велешани. Летокот завршува со зборовите: должност се на секој велешанец и македонец да не земе учество во оваа свеченост. На денот почнаа да чукаат камбаните од трите цркви. Пустите улици ја загрижија власта, чукаа неизменишно камбаните и градскиот часовник. Граѓаните на овој град и овој пат го манифестираа своето единство. Полицискиот апарат успеа да открие организацијата на растурањето на прогласот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија по повод годишнината на Октомвриската револуција. Заедно со другите партиски раководители од другите градови на Македонија во раците на полицијата падна и Димче Мирчев. Го спроведува во областниот затвор во Скопје. Овој затвор веќе имаше испробано неговата цврстина и издржливост, неговиот нескршлив дух. Ги издржа сите мачења и категорички ги одби сите обвинувања како и неговите другари. По 30-дневна истрага, Димче и групата беа предадени на судот за заштита на државата. Во ноемвриските денови 1940 година, групата се најде зад железната врата на Прилепскиот затвор. Во затворот навремено беа информирани за сите политички настани. И луѓето од овој затвор на овој начин им се придружија на демонстрациите и протестите на југословенските народи на 27 март 1941 против пактот. Од прозорците на затворот се извикуваа пароли против предавството на земјата и против фашизмот. Со нападот на фашистичка Германија врз Југославија, судбината на затворениците беше неизвестна. На 8 април Комунистичката партија на Прилеп организира притисок на граѓаните врз стражарите на затворот за да ги ослободат затворениците. Така, на 8 април 1941 заврши прогонувањето на Димчета од антинародната власт во Југославија. Родниот град го дочека Димчета во урнатини од германското бомбардирање. Улиците беа пусти. Низ градот се движеа германски војници. Но 4 дена по неговото доаѓање нова стравишна слика, нови урнатини и човечки жртви. На 15 април 1941 местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Велес одржа состанок на кој присуствуваше и Димче Мирчев. Се донесе одлука да се разобличи фашистичката окупаторска власт, да се ангажираат комунистите и скоевците за собирање оружје што беше оставено од распаднатата југословенска војска. На првото јавно предавање во градското читалиште на кое великобугарскиот пропагатор настојуваше да ја негира македонската национална индивидуалност, поддржан од поголемиот дел на публиката организиран од партијата во која беше и Димче Мирчев, се јави Рацин, кој директно се спротистави потсетувајќи на богатата револуционерна историја на македонскиот народ за своја слобода и независност. Додека бугарскиот окупатор ја зацврстуваше полициската и воената власт, Радио Москва на 22 јуни 1941
го објави нападот од фашистичка Германија врз првата земја на социјализмот, Советскиот сојуз. Се возбуди слободарскиот град Велес. Димче Мирчев веднаш со своите другари се упати кон кањонот на реката Тополка. Се укаже на потребата од поорганизирано приоѓање во борбата против германскиот и бугарскиот окупатор. На неколку дена по овој настан и јунскиот проглас на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, во оваа куќа се одржа партиска конференција на која активно учествуваше и Димче Мирчев. Најголемо и најзначајно место на конференцијата зазеде фракционерската и опортунистичката линија на секретарот на Покраинскиот комитет Методија Шаторов Шарло. Тука се жигоса неправилните ставови и директиви во однос на отцепувањето од Комунистичката партија на Југославија и оружената борба, што повеќе деценија водеше работничката класа за своите социјални и национални права. Во рацете на Димче и другите комунисти во Велес дојде писмото на другарот Тито. Пред вас поставуваме задача веднаш да пристапите кон организирање партизански одреди во кои може да влезат оние што сакаат да се борат против окупаторот и сакаат да ја помагаат борбата на Советскиот сојуз, зашто тоа е наша борба. Постапете веднаш по оваа директива. Се формира ново партиско раководство во Велес. Започна енергично да се спроведува курсот на Комунистичката партија на Југославија за вооружена борба. Се формира воен штаб. Во неговиот состав беше и Димче Мирчев. Се организираа работници за поправка на оружје. Димче одржа состанок со офицери од бившата армија. Се оспособуваа идните партизани за ракување со оружје. Во куќата на Димче од Скопје дојде Роберт Гајдик, инструктор на Покраинскиот комитет за експлозивни тела. Со пајтонот на таткото на Димче Мирчев ке се пренесе динамит од Скопје за велешката организација. Напред, другари, храбро и решително за да испишеме нови светли страници во историјата на македонскиот народ. Да го поведеме целиот народ со нас. Земјата што даде еден Илинден, ќе даде и втор. Ноќта на 9 октомври 1941 во куќата на Димче Мирчев војниот штаб одржа состанок за исфрлање на партизански одред. Пред нив беше список од 30 партици и скоевци, борци кои се калеа низ револуционерна борба. Веста за извршените акции на Прилепскиот одред на 11 октомври и потоа Куманово се прими со големо одушевување, бидејќи означуваше почеток на оружената борба на македонскиот народ заедно со другите народи и народности на Југославија под раководство на Комунистичката партија на Југославија и другарот Тито. Во куќата на Димче Мирчев се одржуваа значајни состаноци и се донесуваа одлуки за натамошниот развој на народно-ослободителната борба. Овде како и легалци ќе се најдат раководители на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија и на Покраинскиот штаб, Кузман Јосифовски, Мирче Ацев, Благој Мучето, Борка Талески и други. Во средината на декември 1941 се формира ново окружно, односно местно раководство во чиј состав влезе и Димче Мирчев. Набрзо Покраинскиот комитет изврши кадровски измени и Димче се врати во војниот штаб за забрзување на подготовките за исфрлање на одред. Димче неуморно дење и ноќе крстари по планини, шуми и долини за подигање на револуционерниот дух и на создавање организации на отпорот. Во мартовските денови 1942 во куќата на Димче беа членовите на Покраинскиот штаб на партизанските одреди на Македонија, Страшо Пинџур и Мирче Ацев, и војниот штаб на Велес. Се вршеа последните подготовки за исфрлање на велешкиот партизански одред. Незаборавно свежо априлско пролетно утро. Под камениот врв на Лисец построени борци, народни борци, вооружени со комунистичка идеологија, исполнети со храброст, самоувереност и сигурност во победата и слободата. Се читаше текстот на партизанската заклетва и гласно се повторуваше од борците. Завладеа радост на лицата на построените, кога ги видоа своите познати партиски војни раководители Димче Мирчев и Трајко Капчев. Димче ги поздравува борците со смрт на фашизмот, а слобода на народот громко одекна од сите грла. Селата на Азот не беа непознаница за Димче Мирчев. Од септември 1941 година тој ја превзеде улогата што до тогаш ја имаше Боре Мокров на врска со партиската организација во Богомила и местниот комитет во Велес.
posebno mi ostana во сеќавање неговото чудесно другарство. Како човек, борец, што многу ја сакаше слободата и се бореше за неа. Го видов пред одредот во групата што го представуваа штабот на партизанскиот одред Димитар Влахов. Мице Козар, командант на одредот, Трајко Бошковски Тарцан како негов политички комесар. До Мице Козар стоеше фигурата на Димче Мирчев како заменик на командантот на партизанскиот одред и одма до него заменикот политички комесар Благој Ѓорев. Четите секоја тргна на својот борбен пат. Цели на нивните борбени действија беа комуникациите Скопје, Солун, железничката пруга, патните правци, посебно патниот правец од Велес кон Прилеп и Битола. Као цел беа исто така административните објекти, општините по селата. Со борбените действија на одредот разнишена беше цела администрација на бугарскиот окупатор и од ова подрачје за кратко време беше очистена сета власт на окупаторот. Овде се создаде нова подрачје, слободна територија, на која улогата на власт ја игра тајните комитети и единиците на партизанскиот одред Димитар Влахов. Димче Мирчев ги водеше оперативните работи во одредот. Тој не се трудеше да командува. Тој се договараше со нас, не убедуваше на кој начин да се извршат одредени действија. Али она што му беше како посебно оружје на Димче Мирчев во неговата работа со штабовите на четите, тоа беше личниот пример на изворедна храброст и тоа да се тој наоѓаше скоро секој пат во акциите во првите борбени линии. Таков го видов Димче Мирчев во Велешкиот партизански одред. Меѓутоа, видов една човешка димензија, кога во ноември стаса куририте за врска со Велес, донесоа веста дека другарката на Димче Мирчев родила машко дете. Се радува сите борци, се радуваше и среќниот татко. Настана една радост неописива. И како лисјето на шумава да затреперија во знак на поздрав, го видов Димче како солзеше. Солзи радосници, со осмејак на лицето. Меѓутоа видов и тага, што беше далеко од неговите најблиски, што изостана честитките меѓу брачните другари. Тој утредента, за да испорачи она што не можеше на друг начин, седна до еден камен, на колено ја тури хартијата и ги пишуваше своите пораки до неговата брачна другарка. Видов горе запишано "Драга другарко" и на крајот пораката "Бакни ми го јагнето". Ете и во тие услови, во тие околности, тој најде малку време и за тоа да се најде и преку таа порака кај неговите најблиски и да сподели радоста со неговото семејство. Љубејќи ја слободата, тој остана в планина да се бори до крај за истерување на окупаторите од ова подрачје на Велешко. Поради засилените и обемни дејства на партизанските одреди во Македонија, од октомври 1942 започна воена офанзива, во која учествуваа сите родови на бугарската војска од 14-та и 15-та дивизија, засилени со полициски формации доведени од Бугарија.
беше преземена долготрајна офанзива не само против партизанските одреди, туку и против се што беше вклучено во народно-ослободителната борба. Почнаа масовни убиства, апсења, интернирање и праќање во логори. Само од азотските села беа интернирани 150 фамилии, а на 17. октомври 1942 во местноста Сеченица, во близината на Богомила, 12 селани на зверски начин беа убиени. Врвната акција на оваа офанзива беше концентрирана против одредот Димитар Влахов на просторот Велес-Прилеп, Велес-Скопје. Ова офанзива окупаторот ја нарече Бабунска акција. Тоа беше тежок и напорен пат. Ветер олуен, со снежица остра и смрзната. Ветерот ни дуваше во очите, така да просто не можевме да гледаме со очите напред. А видик пред нашиот простор имаше некаде околу 10 до 15 метра и ништо повише. Снег до коленци и нешто повише газевме. Без паќи. Раците ни набекнува од студ. Нигде куќа ни лавеш од накучина. Чекорејќи по снег до гради, однаш непресретна пеколна стрелба од пушки и митралези. Замириса ваздухот на барут. Окупаторските сили беа заслонети во рововите пред полициската станица на Зелениково. Дававме отпор за повлекување. Се враќавме по патеката што ја создадавме. По белената шубара со големата црвена звезда на димче, како да ни го покажуваше излезот од пеколот. Тој не водеше. Не смееше да се застане поради премрзнувањето. Снегот не заслепуваше. Бавно се движевме во правецот кон Зелениковската корија. Мразот ни се лепеше на испотената снага. И доживувавме стравичната слика на пукање на стебла и гранки од големиот студ. Потпрени еден до друг или со глава потпрени на колена, меѓу нас беа исправени премрзнати железа на пушките. Го дочекавме утринското зимско забесто сонце, што снегот го чинише светликав. Оде останавме до пладнето. Тишината се прекина од гласот на нашиот стражар за обкружување од многобројна војска и полиција, како и селани зад кои беа вооружени окупаторски сили. Тие веќе беа во непосредна близина. Започна пукотница. Низ пукотниците се повлекувавме во правецот на Кадина река, во подножјето на Китка и Голешница, каде се разви жестока борба. Се слушаше гласот на димчета за штедење на муниција. Окупаторот се обидуваше да се приближи до нашите позиции, но во овој обид останаа мнозина мртви и ранети. Темна ноќ се спушти. Студот стегаше се посилно, бевме исцрпени од глад и студ. Од студот дури и оружјето откажуваше. Требаше извлекување од обршот. Огнот од оружјето фрлаше светлост во мракот и ги откриваше позициите на окупаторот во непосредна близина. Околу полноќ го пробивавме обрачот. Стигнавме во селото Градец. На овој тежок и суров пат зори се заслонивме од ветерот и снегот во пештерата под Дреновската планина. По пладнето окупаторските истрели го разбија одморот. Заради подобра одбрана брзо се упативме кон планинскиот превој на село Добрино. Се водеше борба цел ден. Се гледаа долги црни ленти од сите страни кои го сечеа снегот. Димче даде заповед за повлекување во правецот на село Орлевци. На овој пат, низ мраз и жестоки борби, своите животи ги оставија десетина прекалени пролетери од Велес и Велешко. Димче и неговите другари успеа да влезат во Велес, се поврзаа со партиската организација, се запознаа со сериозните удари што и беа нанесени на Велешката партиска организација, со провалата и масовниот терор, како и со новите акции на партијата. Се вратија назад по велешките села за оживување на револуционерното движење по тешките удари што му беа нанесени. Димче по снег и меќави ноќе се движи од Долно Ризари, Фојница, Крива Круша, Лисиче, Горно Врановци до Горно и Долно Јаболчиште. Го подига духот за продолжување на борбата. Во почетокот на април се врати во Велес. Сега ќе се запознае со револуционерното движење во градот и во Македонија.
посебно со формирањето на Комунистичката партија на Македонија и Централниот комитет. Неговата желба веднаш да се префрли на тиквешкиот терен не се реализира. Велес, 15 мај 1943. Зазорување. По улиците војска и полиција, блокада. На проширениот простор пред куќата на Димче Митралес, силно чукање на портата, претреси со брутални односи. И покрај тешките удари на револуционерното движење во градот, Димче заедно со непровалените комунисти прави огромни напори за поврзување на револуционерните сили и на нивното активирање. Се создаваа организации и се растураа пропагандни материјали. Значајна пресвртница настана во октомври 1943 со доаѓањето во градот на членовите на областниот комитет. Димче стана секретар на околиското партиско раководство. Се обновија партиската и искоевската организација. Се воспоставија курирски врски, се умножуваше и на широко се растураше материјалот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Манифестот со својата програмска идејна ориентација имаше силен одглас и придонесе за револуционерното раздвижување во градот и во околијата. Во време на засилената активност и подготовки за изфрлање на партизански одред од Велес, по директива на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, Димче се префрла на теренот на Кавадарци, како секретар на околискиот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Кавадаречко. Тоа е време на полниот разгор на борбата во тиквешијата, на големите војнички и политички успеси на народно-ослободителната борба и револуцијата. Свежа априлска вечер се спушта на живописното македонско градче Кавадарци. До него допира мирис од блиската шума и полињата. На периферијата крај боровата шума, куќички меѓусебно поврзани. Тоа е Маџир Мало со македонци, црногорци, муслимани. Животот ги зближил овие луѓе. Ова е куќата на Златевци што беше постојано на располагање на партијата и на народно-ослободителното движење. Оваа куќа доваѓа повечко илегалци, задње време доваѓа почести гости милија другарот Димче Мирчев и Киро Крстев. И така да и пред тоа доваѓа, а на 6 април го доведовме прво Димче, земеме од друга куќа, а вечерта дојде и Киро Крстев, каде се прегрна, си сгушка и со нас и со Киро заедно и тука бевме во оваа соба. И на 7 април са бајлето, повечко луѓе доваѓа околу договарањето, околу припремањето за испаѓањето во партизани. Затоа и ослабела конспирацијата во градот и негде околу 3 сатот бевме известени од местниот комитет дека сме провалени да се склониме. Негде пред зајди сонце се слушна еден страшен тропот на портата, тука имаше доле порта. Кога видовме полиција од оваа страна, од кај бунарот, од кај соседите и долу од портата тропање, ние покушавме во таа задна врата да испаднеме, да се склониме. Меѓутоа и од таму полиција, ние се вративме и тогаш Димче и Киро отворија оган према полицијата и се склонивме во оваа соседната. Они почнаа да пукаат во таа соба, имаше доста материјал, имаше писма, слики од Тито, од партизаните, кои ми рекоа да го целиот материјал изгорам во шпоритот, да не би се нашол во раците на полицијата. Продолжи борбата, а јас им ги полнев шанжерите за шмајзерите. Негде после полноќ, пошто ни намали муницијата, ние покушавме да се спуштиме доле поред зидот. Месечината беше као сонце да грееше. Јас бев меѓу 20 другари, се спуштивме скроз до доле до портата. Фрливме 2 бомби да го пробиеме обручот, некако да покушаме, на наша жалост, бомбите не експлодира. И ние тука се засолнавме едното крило, а пред тоа убивме еден полицаец, односно контрачетник, и беше испружен пред самото едно крило на портата. Презирајќи Димче низ портата, пошто беше едното крило отворено од портата, го погоди тачно во глава куршум. И тој во тој момент само извика: "Страшо, другари, јас загинав." Во понатамошниот тек на борбата, обидувајќи се да го пробие обрашот на бугарските фашисти, храбро загинува и Киро Крстев. Така, на 7 април 1944 година,
На прагот на слободата херојски загина Димче и Киро. Револуционерниот пламен и овде го осветли патот кон иднината.